Македонија и државно-политичкиот врв се подготвуваат за одбележување на годишнината од Илинденското восстание и првото заседание на АСНОМ како темел на македонскиот непокор, македонските мечти за слободна и независна држава собрани во еден датум – Илинден, 2 август. Утре ќе се одржат настани на Мечкин камен во Крушево, Скопје, Пелинце, каде што се наоѓа меморијалниот центар на АСНОМ, манастирот Свети Прохор Пчински, кој денес е во границите на Србија. Она што секоја година најмногу го предизвикува вниманието на јавноста е коњаницата, децении со истата порака. Јавајки на коњи од Скопје до Крушево, граѓани ја испраќаат пораката за обединување на македонскиот народ и достојно одбележување на споменот на хероите од 1903 година. Коњаницата, Илинденски марш, пристигна во Крушево, каде беше пречекана од другите коњаници кои доаѓаат од другите региони на Македонија. Делегацијата во Крушево ќе биде предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе присуствува на централната манифестација во Крушево на Мечкин камен, символот на Крушевската република и Илинденското восстание од 1903 година. Премиерот Христијан Мицкоски ќе присуствува на свеченостите кои ќе се одржуваат во главниот град. Се очекува шефот на владата од Скопје да испрати порака по повод двата Илиндена, Крушевскиот и Асномскиот. По помирувањето на Македонската православна црква и Српската православна црква во 2022-та, првото заседание на АСНОМ повторно се одбележува и во манастирот Свети Прохор Пчински. Таму македонската делегација ќе биде предводена од потпредседателката на Собранието Весна Бендевска, а нејзин домаќин ќе биде потпредседателката на Српскиот парламент Невена Ѓурик. Пред да пристигнат во манастирот, собраниската делегација ќе го посети Пелинце. По повод 2 август, денот на Републиката, подпредседателката на Собранието Весна Бендевска заедно со собраниска делегација ќе одбележи 81 година од првото заседание на АСНОМ во меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце. Државна делегација предводена од подпредседателката Бендевска ќе го одбележи 2 август Илинден во манастирот Прохор Пчински. Ако Илинден во 1903 година и Крушевската република беа само надеж за слобода, тогаш таа идеја станува вистинска реалност со АСНОМ 1944 година, повторно на Илинден. Во манастирот Свети Прохор Пчински се остваруваат соништата на илинденците. Нивната борба ја продолжуваат новите борци за слобода, кои на тоа заседание ја поставуваат основата на современата македонска држава.